Инвестирањето и квалитетот во спортската инфраструктура е најважен сегмент во развојот на спортистите, а воопшто и на квалитетот на спортските клубови. Фудбалската арена Филип II во Скопје е единствениот фудбалски стадион во нашата земја кој ги исполнува сите критериуми за играње и организирање на интернационални надпревари и надпревари од европските купови. Во моментов во Македонија се работи на реконструкција на неколкумина стадиони, меѓу кои и на стадионот Младост во Струмица. Реконструкција која овој стадион требаше многу порано да ја добие. Пред се работи за реновирање на старите сооблекувални кои се наоѓаа во ужасна состојба. Старите сооблекувални се во многу лоша состојба. Неколку години ги нема користено беласица, тоест 4 или 5 години Академија Пандев ги имат користено и се во катастрофална состојба. Ево вчера почнавме да ги реновираме. Полека, овој ќе биде малце поголем зафат, нема да трае кратко време, пошто е голема зградата и на 2 спратја, значи комплетно планираме цела да ја реновираме, од промена на сите врати и прозори, влезни врати и санитарија цела комплетна, плочки, вециња, туш кабини. Значи ова ќе трае малце повеќе, меѓутоа мислам дека за 2 до 3 месеци ќе ја реновираме и ќе ја вратиме во состојба како да биде нова, значи како да изгледа да е вчера направена. Покрај реновирањето на сооблекувалните се поставува и нов модернизиран систем за наводнување на теренот. Систем кој во нашата земја го има единствено на арената Филип II во Скопје. Се прават напори и за санација и пуштање на рефлекторите за следната надпреварувачка сезона, а исто така се набавени и нови топки и нова опрема за изведување на тренажниот процес. Системот за наводнување е при крај веќе, значи денеска или утре привршуваат мајсторите, останува да се доврши со тревнатиот дел, значи овој за наводнување завршуваме, одно продолжуваме со делот за посејување на нова трева и овој дел да го санираме и после се концентрираме на старите сооблекувални и нормално на првата екипа и младите категории кои што во догледно време ќе ги вратиме точно така како што треба да биде. Рефлекторите сега не сме ги още добро испитале дали функционират, пошто 10 години цели не се уклучувани. Проблемот кај нив беше што не е платена струјата. Сега веќе направиме договор на рати, кој што се надевам веќе од другата недела ќе ја уклучат, па ќе видиме дали има потреба од санација за рефлекторите. Ако се окей, ќе профункционират. Ако не, ќе се потрудиме и ние да ги санираме и се надевам во текот на сезоната веќе ќе може да гледаме и надпревари на Беласица и вечерно време под рефлектори. Тимот на Беласица интензивно се подготвува за новата сезона. Начело на стручниот штаб застана Аце Стојанов, беа донесени неколкумина нови имиња во тимот, а веќе се закажени и првите контролни надпревари. Имаме неколку пријателски надпревари закажено со прволигаши. Првата ќе биде во петок со Силекс, со некои од клубовите и од страна договараме. Меѓутоа, мислам има веќе договорно 6 или 7 пријателски. Покрај контролниот надпревар на 10 овој месец со екипата на Силекс, Беласица овој месец, а и почетокот на следниот ќе ги одмери силите и со Осогово, Пелистер, Гостивар и со Прилепска победа. А како што истакна тренерот на струмичкиот тим, до крајот на неделата се очекуваат уште 4 нови засилувања.